Почитувани дами и господа, ова е Министерство за комедија, јас сум Никола Тодоровски. Да ви кажам искрено, цела недела семејствово ми е со грчеви. Ради ситуацијава. Абе, кој не се јави на телефонот, веќе телефонот заскапа од звонење. И синот се јави, јас му викам, државава е во криза, сите сме дома со грчеви. Тој пишти тот таму вели, да дојдам. Абе, револуционер на тато. Мајка му го мислит. Права сол за жената. И све заради таја политичка криза. Веќе терминот до толку си го усвоивме што доби друго значење. Секој ден по медиуми. Политичка криза. Сега звучит како секојдневие, ќути, имат и полошо. Се надеваме дека ќе помине. Муабет на неделата, Заев пристигна кај Иванов за да му ги предаде подписите. Бегај. Бегај, Јуле! Иднината идат на платформа, а ние не смееме да стоиме на патот на иднината. Сите ќе не изгазит. Во рака држам 67 подписи на пратеници од Македонското собрание, кои што гарантираат можност за нова влада за граѓаните на Македонија. Јас во ракава, бате, држам чекан за себе освестување и редовно се мавам погла. Затоа што никој веќе ништо не може да гарантират во државава. Денес вака, утре онака, бе човек не може да ве втасат, олабајте малце. Веќе не знам што правите бојке. Дури се собраја подписиве, Синкир споменар се потполнвеше. Како и да е, Заев му ги предаде подписите на Иванов. Чекај уште малце. Не ги давај толку брзо подписите. Почекај малку да поуживаме во процесот. Требаше пред да му ги дај подписиве прво копија да си направи, заш може да ги загинат. И после никому ништо, пак све одново. Пак ќе чекаме да се договорат за договореното исто ко претходно што се договорија, само сега одново. Веќе како нација мислам дека сме на све спремни. Ова не е држава, ова Дизниленд е. Животот во Македонија, почитувани дами и господа, е како тобоган. Сите се лизгаме надолу и на крај од тобоганов секому ушка му се имат качено. Очекувањата за наредниот период Заев ги кажал пред да влезе во кабинетот на председателот. Гледајте. Да заврши кризата во Република Македонија и конечно државата да се придвижи напред во функција на враќање на животот во Македонија. Денеска очекувам господинот Иванов да го врачи мандатот во најбрзо можно време, за да може да отпочнеме преговори за создавање и формирање на нова влада. Ете, дури правеше муабет Заев и днината му звонеше на мобилен, за да му кажи колку е таја прекрасна и дека се сунчат под македонското сонце на заедничка платформа на лежалка. Заев ги кажал планоите пред да влези кај председателот, пошто председателов изгледа не отварат без да му ги кажеш планоите. Зошто си дојден? Председателе, јас сум, Зајко, дојдов по мандатот, еве го носам споменаров, сите се внатре подпишани и си пиши тубов внатре. Кој какви симпатии имат? Им прегледав и шамивче, и ногти, и планирам сега влада да оформам. И сите да запловиме на една платформа за подобар живот. А, бегај, не те познавам! Заев рече дека кризата ќе помине. Не знам, ќе видиме. Овие од Дуи игре топло-ладно цело време. Мислам, стварно, веќе смисла немат. Дуи, please, just do it. Одберете какви се вашите желби, аспирации, кои што гледам секој понеделник идат странски волшебници во државава, ќе ви исполнат све што сакате. Еве и Заев ја искористи можноста. Видете. Истовремено ја користам можноста да испратам прилика до сите граѓани. На сите ви испраќаме прилика и на граѓаните и на институциите во државата. Значи, не чекам.
Прва прилика и одма ќе ви ја испратам. Заев ги предаде подписите, но тука председателот ја превзеде сервата во своји раце и не го додели мандатот. Рагао! Председателов Ѓоле Коџоковиќ. Никола Груевски, кој за истите работи преговараше со Ахмети, не успеа да се договори, изјави дека државата станува разнебитнета, значи почитувани граѓани. Државава не е небитна, најбитна е милава и сакана држава. Ние внатре сме си најбитни. Само што веќе почнавме од најбитни да се разнебитнуваме. Тоа е да станиш небитен на знак раз. Значи раз и хоп, небитен си. Се борат и бранат. Нема да можат сами. Особено затоа што не се обединети. Едни бранат, а други се на другата страна. Па дај обединете се, бе, човече! Вие сте, господа политичари, сите одговорни за оваа ситуација. И за вас треба да имат екстерно, како не би завршиле сите комплет на интерно или, не дај Боже, на нервно. На повикот што кружи низ социјалните мрежи стои вака: црвената линија ја поминавте, ама црвено-жолтата не. Пак со бои и лакови бе почнавме. Предходно шарена револуција, па црвена линија се помина. Сега наред е црвено-жолтата линија да се помине. Па после црвено-жолта зелена линија, па сина линија, па виолетова. Цело виножито, мислам, стварно, дај бе политичари мајко му. Дај седнете, договорете се и не бидете хомосексуалци во професионална смисла. Најдете, согласете се за 2-3 работи во животов, мислам, малку од малку да мрдниме со работава. До сега само за плата земање сите консензус имате постигнато, без разлика на бои и лакови. Заш медецот блаке, посебно пчеливи ако не касе. Марш против двојазичност. Секој ден во 5 часот имаше протести на кои демонстрантите маршираа пред владата и протестираа против двојазичност. Ова малце трики е. Зашто треба да се утврди точно кој е јазикот на кој се протестират. Еве, јас, на пример, охриѓанец сум. Така, се важи ако протестирам на охридски дијалект. Зашто колку и да сакаш, труди се. Немојме сите во државава да викаме ќе идам на протест. Или, на пример, што би се десило ако протестираш против двојазичност и ти излетат некој турцизам. Парпао! Имат од кај да научиме. Еве пример, место излези момче право на тераса, ја излези на пенџере. Опа! Турцизам, одма двојазичност. И одма ќе си одговараш пред толпата. Или друг пример, еве. Протестираш против двојазичност и пошто бучеа реклами на CNN, каде ли не, за Македонија Таймлес. Се сеќавате? Ево. Welcome to the country of music and emotions. Come to the land of ageless beauty. Underneath that golden sun. Macedonia, timeless. И заради рекламиве, земјава бучит од странски туристи. Ого, појаки од Дубај сме. И сега што се дешават? Ти протестираш против двојазичност и хоп, група туристи те прашват: Excuse me, where is the bus station? Што ќе правиш? Да му одговориш на англиски? Како да му одговориш? Престапе! Не можеш да протестираш против туѓи јазици, а да зборуваш истовремено на англиски. Да не му одговориш никаквата е. Одма си одговорен затоа што Македонија поќе не е таймлес. Заради тебе, заради вакви како тебе. И што да правиш? Body language му е мајката. Да, треба body language во државава да е службен јазик, а не вака двојазично, тројазично тензии да се стварале.
И македонците од Австралија исто така се огласија. Пред да почнеме, ќе најавиме македонската фаланга да влези. Ај нека влезит фалангава. Ама чекај, тие еден по еден дур влезал натре. Живее Македонија! Да живее Македонија! Така е, изгледа Александар Царов за да не се предгужва, да не ој цела фаланга до Австралија. Само 2-3 представници имат пуштено. И овај Батево со синдикалкава црна, менаџер му е на друштвово, на фалангава. Ако сакаш нешто да покориш во светов, само јави му се, ке ти ги пушти овие тројца и свет ќе покорите. Одма так готово, цел свет е на колена пред војските на Александар Македонски. Кутар Александар Македонски. Сега од гробот, ако ги видите, овие ќе речит, не. Овие никогаш не ги примивме во фалангата. Сите се сорамни табани. Вечерава тука сме собрани за состојбата што се случуваат во Македонија. Ето ме бендисвит. Најубо е да се собереш во Австралија и да правиш муабет за состојбата во Македонија. Ево и јас би дошол. Најубо е така. Состојбата се согледува од страна. Ти внатре ако живееш во проблемов, внатре во Македонија, не можеш да го решиш. Зато од Австралија како се гледат. Охо! Од далеку со камејна најубо е. Значи, кога имаме една стабилна влада, ВМРО да помене, кога се гледа дека се прават инвестиции во нашата држава, се прават патишта, канализација во сите градови и села, кога нашата убава татковина се станват уште по-модерна и по-искусна во свет. Ами шом свет е толку стабилно, море бате мило. Шо правите таму, во светот на суровиот капитализам, на неизвестноста? Ела си, назад. Каков и да си дојди, заедно да живееме во корените на нашата нација, да градиме патишта, да градиме канализација, заедно. Дојди во сите села, во сите градови. Не чекај, дојди. Нашава држава станува искусна во светот. Дојди, живеј во искусна држава. Не таму во Австралија ми седиш. Почитувани дами и господа, тоа беше се за оваа недела од Министерството за комедија. Јас сум Никола Тодоровски, се надевам дека за секунда барем успеав да ве натерам да се поднасмејте на вака горки муабети. Да живее Македонија!